стануваш голема звезда? Ти благодарам многу. Зоки, ја гледам да го работам она што цел живот сум го сакал и баш ми е, кој ќе ми кажат многу напорно ти, ево јас воопшто не го гледам како напорно, баш уживам во тоа што го правам. Конкретно, порано сум го гледал само пењето, сега гледам повеќе аспекти во делот на како да се изгради еден артист, изведувач, значи тука веќе не се слуша, туку и се гледа артистот, како и треба да се однесува, како треба да се однесува со публика, мислам цел пакет, да не го кажувам тоа кои се некои аспекти кои што се поврзани со оваа работа, така да има уште време за учење, човек учи се додека е жив, нормално. А морате го побавам имиджот, многу ми се допаѓа. Благодарам многу. Порано ми беше такво оделца, с такова, ама не ти става баш. Вака во исто не е по... Да, мислам дека и подобро се чувствувам, вака добро се, нормално. Има моменти и пригоди кои што треба да човек да се појави така. Нормално морам да си ги поздравам и Casual Corner кои што ми помагаат околу тој посериозен аутфит. Мисля дека во пресред многу, така да има свечености каде што, не знам, доделување на награди, не знам, некои изданија каде што знаеш и самиот и публиката, да не го кажам тоа, но нормално аутфитот тука си е баш онака ко за питијада и мислам дека и ќе пројде. Да, проаѓа дефинитивно. Хит за хит. Хит за хит. Песна издаваш, таа преку ног станува популарна. Среќен ли си? Дали си среќен? Молам? Дали си среќен? Среќен сум, да, премногу сум среќен. Конечно најде хитмейкери? Па мене мисли, генерално екипата е таа која што работам веќе повеќе од 10 години. Тоа се општо познатите Лазар и Магдалина Цветковски, кои што се на сршта која станува збор за музичкиот дел. Додека има и луѓе кои што ито како ни помагаат, тука мојата сестра Марија Лозановска, Милан Миланов, тука се морам да го поздравам и Васко Спасовски кој што премногу ми помага околу мојата кариера. Чао, Васе. Прекрасен човек кој што многу ми помага и тој е еден голем удел во мојата кариера последние неколку години. После тоа се Веста продукција кој што започнавме некако заедно да влегуваме, мислам, во видео продукцијата, кои што се подпишуваат на неколку мои песни. Тоа е ова лето ќе се памти километри. Песната која што треба да излезе за некое време, тоа е Надеж насловена. Тука е Даниел Јовески кој е исто режисер, прекрасен, еден од најдобрите не само Македонија, туку и баран премногу во Балканот, кој што се пишува на јако и многу луѓе се да не ги заборам кои што премногу ми се нашле во кариерата. Тука и, не знам, и Даре Димитров е тука и Миодраг Врчаковски. Како се помина во Дубај? Прекрасно. Со Лило? Супер. Кој сте со оба бевта? Не бев во иста соба, за жал. За жал. Лила е супер лик, голем поздрав до неа. Супер си поминовме Дубај, Абу Даби, прекрасен предел, нешто е футуристичко таму. Тие кои што не биле да си појдат, тука се фибула за да им помогнат околу ангажманите, околу аранжманите. Морам да кажам дека, како што ни кажа дека 2020 година тој ќе биде светски саем за архитектура и би сакал тоаш да појдам и да го видам тој, дека ќе биде тој Да се преселиме таму. Музеот за... Ќе пееш, ќе се менеджер. Да, и може, да. Значи, успеш да окреш љубовниот живот од јавност? Пријам, да. Зашто? Па нема потреба, љубовен живот, приватен живот, ја гледам повеќе ова работно. Солос? Соло, да. Обожавателки? Има, да. Континуиран. Оти да немаш нешто. Што ќе смислим? Ако не е проблем. Што најчесто те пишуваат на Инстаграм? Прекрасен си, одличен си, прво пееш. Ти праќаат фотографии? Па некојаш и фотографии, видеа. А ти нив? Не. Не? Значи, се надам дека вечер ќе се видиме ја и ти супер, и би сакал да не гостуваш во студио. Ќе дојдеш ли? Во студио? Ќе дојдам обавезно. Обавезно сакам да дојдам, да си направиме убав муавет и би сакал да попеам таму доколку е можно, ама да се најде едно добро Ќе нешто. најдеме се за тебе. Баш, фала ти многу. Јас сум Лозанов, Владко Лозановски, вие гледате Ексклузив.